Добар ден, ова е 0N Plus на телевизија Телма. Стручните лица велат дека дебелината е најголемиот проблем кај децата денес, но има и такви деца кои што не сакаат ништо да јадат и имаат одбивност кон храната. Родителите се обсипани со совети од бабите, комшиите, пријателите, бараат одговори на интернет, на форумите, на кои што го поставуваат ова прашање како едно од клучните прашања поврзани со здравјето на децата, но ретко кој од нив може да добие одговор на прашањето зошто нивното дете нема апетит. За најчестите прашања поврзани со оваа тема денеска ќе зборуваме со доктор Александар Сајковски, специјалист по педиатрија од Аџбадем Систина. Добре ни дојдовте. Добар ден, благодарам и на поканата. Поздрав до сите ваши гости и до сите ваши гледачи. Се надевам дека родителите ќе добијат добри информации. Верувам, сигурна сум во тоа. Некои деца веднаш по раѓањето имаат добар апетит, цицаат, најнормално се будат на 3 часа, воведувањето на дохраната оди без никаков проблем, прифаќаат нови вкусови, но од друга страна има деца кои што од самиот почеток не сакаат да јадат. Сега родителите се обидуваат да го решат овој проблем и бараат одговор зошто некои деца немаат апетит. Само да надополнам на она што во вовед го кажавте. Факт е дека во светот е епидемија на новиот милениум на дебелината. Меѓутоа, немањето на апетит е прашање кое што откако постои човечанство постои како прашање, затоа што дефинитивно ние многу често како родители, зборам ние генерално сите, нели се поистоветуваме со децата и со желбите што ние ги имаме колку они треба да јадат. Меѓутоа децата не може да јадат онолку колку што ние замислуваме дека треба да јадат. Значи мора да им се напомене на сите родители дека не значи ако детето јаде малку, дека или нема апетит, нели? Дека тоа дете уствари нешто ќе му се случи или ќе има некаков здравствен проблем. Апетитот е феномен кој што кај децата е многу интересен. Ние често на родителите во педиатриските амбуланти им кажуваме дека на оваа планета Земја ниедно дете не умрело од глад. Значи во Африка децата умираат тоа што немаат што да јадат. А децата кога ќе огладнат ќе јадат, тоа бидите сигурни. Тој рефлекс или исконски рефлекс што го имаат за преживување, кој што доваѓа меѓу другото со гладта, сигурно ќе го манифестираат во одреден момент. Меѓутоа, суштината на проблемот со апетитот е во тоа што не сите деца имаат еднакви метаболички потреби за внес на еднаква количина на храна. Значи, не можеме ние никогаш да ги ставиме сите деца нели во една линија, или еве да речеме предшколско дете, или дете, например, дете на 2 години. Не сите деца јадат иста количина на храна и нека се блиску со тежината, метаболички може храната другачи да се искористи кај некој дете повеќе, кај некој дете помалку. Затоа има разлики во квантумот на храна што ја внесуваат. Значи не секогаш станува збор за здравствен проблем, бидејќи апсолутно се бараат одговори кои што се поврзани, да речеме, со анемија. Може ли анемијата да биде причина за намален имунитет? Секако, За апетит, за апетит, да. Секако постојат болести, состојби и болести кои што водат до намалување на апетит. На крајот на криштата видите тргнете од една работа која е најчеста, тоа се овие вирусни инфекции што се јавуваат, грипови, да речеме, ај така поедноставно да кажем. Секој боледувал од грип. Прва фаза, као пример ќе го речеме, прва фаза во таква состојба е губиток на апетит. Односно, телото се брани со тоа што го намалува потрошувачката на енергија за нерационални потреби и тогаш се намалува внесот на храна, односно апетит. И тогаш родителите ги фаќа страв. И кај анемијата може да го намали апетитот, не е спорно, меѓутоа иако самиот мал апетит и невнесување на одредени храни може да доведе, храни кои што имаат железо, например, тоа што е месото, може да доведат до појава на анемија. Така да тоа може да биде еден круг кој што се врти околу себе. Но, она што би сакал да кажам дека намалување на апетитот е многу врзано и со периоди во растот на детето. Например, вие имате една ситуација која е многу класична вака, кај бебиња кои ќе проодат, кај деца кои што се у фаза на проодување околу година, значи 11, 12, 13 месеци, значи како, што викаат американците, по дефолт им се намалува апетитот. Тоа е нормална психолошка реакција. Детето кога ќе прооди, веќе светот го запознава со други очи. Оно се нема време едноставно да мисли за јадење. Оно го запознава светот со други очи, у смисол има сега и нозе, се движи по дома и едноставно нема време да јаде. И тука генерално најголем број од родителите прават една стандардна грешка. Почнуваат по детето да трчаат со тањирот и да му ставаат да јаде. Не, тоа е по принцип една голема грешка. Нашето тело не е конструирано
да одиме и да јадеме. А кој е советот во таков момент? Дали детето треба да се остави да огладне? Така е. Значи, ретко кој го следи ова правило, поаѓам од себе. Тоа е проблем кој што мислам, видите, тоа е психолошки проблем кај родителите. Родителите се плашат дека нивното дете нема да јаде и може да не речем да умре од тоа што не јаде. Тоа е грешка. Значи, најчесто што се случува во тие моменти? Избезумени родителите бидејќи детето помалку јаде, а особено тој феномен колку они сакаат да јаде детето, почнуваат да идат со тањирите. Едноставно, ако не сака да јаде, оставите го, нека не јаде. Кога ќе огладне, ќе јаде. Меѓутоа, до оброкот нареден, не би смеело да му се дава ништо друго. Да речеме, најчесто кај нас нешто се даваат смоки, чоколади и така натаму. Да јаде детето било што, да касне нешто, да не биде скроз гладно. И се дават најчесто грицки, така. Или сладки работи. Разни типови на грицки се даваат. И тоа веќе ќе го засити малку детето и оно нема после да јаде пак. И онда тоа се врти една состојба која што е во круг. Тој круг е многу непријатен и многу незгоден и може да доведе до појава на еден феномен во кој што децата почнуваат да јадат само 2-3 храни. Значи, одредени грицки или да речеме чоколади или нешто друго, што они сакаат, или некоја торта, или не знам, само некои благи работи, што у принцип не е добро. Значи, тука е прашање кој има повеќе нерви. Родителот, односно родителите или детето. А опасно ли е доколку детето одбере да јаде само 2 до 3 намирници? Често пати се случува да се јави некаква одбивност кон храната, јадат 2 до 3 продукта и то подготвени на многу специфичен начин. Опасно ли е тоа да се принцип, така редуцирана исхрана во процес на растење? Апсолутно, у принцип да, затоа што вие ако само внесуваме, да речеме, одредена, односно детето бара тоа што сака, ако внесувате само одредени 2 типа, 3 типа на храни, да речеме, сето тоа ќе биде предуслов да дојде до недостаток на некои елементи кои што ги имаме во природата. Така да не би смеело така да се хранат децата. И повторно е тука феноменот на тоа кој има поише нерви, нели, дали родителите или детето. Едноставно, треба да му се понуди на детето да го јаде она што вистински треба да го јаде, значи оброкот спремен како што треба, и ако не сака да јаде, тргнете го на страна, нормално, без карање, без викање, нели, без такви работи. Ако ќе дојде, кој ќе каже дека е гладно, тогаш повторно истото да му се понуди. Значи, тоа треба така да се направи. И има уште една работа што исто морам да ви кажам. Многу често се случува да детето јаде тоа што родителите го јадат. Значи, ќе најдете семејства, например, каде што не се јаде спанек, татко и мајка кои не јадат спанек и нивното дете нема да јаде спанек. Значи, ќе проба мајката додека е бебе да му даде, може би тогаш ќе го јаде, али ако го нема во нормалниот јеловник на семејството, и оно после тоа нема да го јаде. Така да, навиките кај децата треба да се ствараат онака како што би рекле врз база на здрава основа, а меѓутоа они често копираат тоа што родителите го. Примерот од родителите. Да. Така, за здравите навики во исхраната ќе проговориме веднаш по прашањето на гледачот, кој што ќе го вклучиме во овој момент. Добар ден, повелете, во програма сте. Добар ден. Добар ден. Најпрво поздрав до вашата емисија, која што мислам дека е најдобри единствена од ваков тип во Македонија. Ви благодарам. Поздрав ви до најдобриот педијатар во Македонија. Фала. Имам прашање во врска со моето дете, поточно со неговата исхрана, која што ја воведовме од пред месец и пол. Моето бебе има 7,5 месеци. Така. Па веќе воведовме и вечера. Моето дете не одбива што и да му дадам. Да проба нормално 3 дена поред, нели пробуваме по една намирница, потоа ја воведувам во комбинација со веќе пробани намирници и веќе имаме 3 оброци. Па сакам да го прашам доктора дали за негова возраст е нормално веќе да има 3 оброци и да јаде отприлика по 120 грама од секој оброк. Така, ви благодарам што се јавивте. Многу често прашање кога се воведува вечера и количината на оброците. Благодарам и на вашата гледачка. Значи, апсолутно 3 оброци треба да има бебето на таа возраст, меѓутоа што е клучно прашање сега на дете од 7 месеци возраст, тоа е дека во оброците треба да има месо. Значи, често, и тоа морам да напоменам, често се сретнуваме со проблемот на воведување на месото кај децата, дури може да и некогаш доцна. Значи, видите, мора да напоменеме, човекот е такво битие, не сакам да кажам такво животно, нели? Као другите животни на планета, ние сме по принцип месождерни. Нашето тело бара внес на протеини, особено кај децата, кога растат, значи во првите 18 години,
Мора да внесуваме месо. На крајот, точно е дека е денеска модерно да имаме доста вегетаријанци, вегани и тоа не е спорно. Нели, секој човек може да си живее така како што смета, но немојте да го правите детето вегетаријанец или веган. Тоа нека се избере само кога ќе стане полнолетно дали ќе биде. Месото содржи, особено сега апропо ова прашање за гледачката на 7-месечна возраст, веќе, значи само ако видите вака, ако ги видите напатствијата на Европска унија, на Комитетот за исхрана на Европска унија, на Педиатриското америчко здружение, на Академијата педиатриска америчка, ќе видите дека тогаш веќе треба доста да се внесува месо, дури 5 дена во неделата треба да има местната оброка. Така. Често се сретнуваме со тој момент да не се внесува месо во доволна количина. Има уште една работа, апсолутно 3 оброци на 7-месечна возраст треба да има, но чисто е вака еден како еден совет, ако мајката го дои бебето, што е исто добро ако уште го дои, не би требало да ги повторува ноќните подои нон-стоп ако се буди бебето, затоа што тоа веќе представува исто така една мала лоша навика. Мала лоша навика, нели, нон-стоп доење во тек на ноќта. Така да, по принцип, 3, веќе 8 месец може и 4 благ оброк лесен да се внесе во исхраната. Така, имам уште двајца гледачи со прашања. Добар ден, повелете. Со кого разговарам? Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас и до почитуваниот доктор, кој Благодарам. навистина мислам дека е најдобар педијатар во Македонија. Да, се согласувам со вас. Вие следам емисијата секогаш и сега се јавува баба за својата внука која има апетит, јаде, меѓутоа ручекот преферира да е испасиран. Значи таа јаде банани, јаболка, бисквити, се грицка, џвака, јаде се. Меѓутоа, ручекот го сака испасиран. Внимававме на исхраната без глутен, па постепено внесување на глутен, месо, избегнуваме шеќери. Мислам, се онака здрава исхрана внимаваме. Меѓутоа, загрижена сум стварно 3 години и 2 месеца, а сака да јаде пасирана храна, значи ручекот. Така. Ви благодарам што се јавивте. Да, ова е проблем кој што мора подхитно да го решите. Значи, децата не смее на 3 години да јадат пасирана храна. Навистина месото, еве сега го спомнавме као дел од исхраната, значи ако не е добро спремен, тој, да речеме, не може да се јаде онака баш лесно, што би рекле да се џвака, нели? Меѓутоа, навиките за воведување на пасирана храна и на одржување на пасираната храна над година дена веќе не е добра навика за детето. И тоа некако мора да пробаат како родители да го коригираат, да кажам, или семејството, баба, дедо и така натаму. Пасираната храна е само за оној период кога е бебето доенче. После тоа не би смеело да се користи пасирана храна. И сега тука има повеќе типови на техники како да детето се научи да почне да јаде парченца храна уште во оној период 7, 8, 9 месец, 10, нели, зависи кога ќе почнат и запчињата да излегуваат. И тоа е нешто што исто така. Сакам да напоменам една мала дигресија, пошто се јави баба, би сакал да напоменам само една многу битна психолошка компонента. Ако сакате правилен раст и развој на едно дете, многу е битно да таткото и мајката бидат тие кои што се на некој начин кочница, односно дигаат рачна кога е и исхрана и едукација на детето. Значи да не му се дозволи на детето да прави што сака. Така. А кога станува збор за баба и дедо, тоа се институции кои што попуштаат. Апсолутно. И тоа е нормално така. Значи не би сакал младите родители да го сватат феноменот кога одат нивните деца кај баба и дедо дека они ги размазуваат. Не е точно. Ама тато и мама се тие кои што треба да дигнат ручна кочница да не дозволат се кај своето дете. Минатата седмица имавме тема, токму за ова зборувавме со психолог. Да го вклучиме и следниот гледач кој што е на линија. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Најпрво поздрав до вас и поздрав до докторот. Благодарам. Вака, моето прашање е малку подалеко од темава, односно имам бебен со 9,5 месеци, кој што моментално прима терапија за намален хемоглобин,
апетит има, значи јаде 2 до 3 оброка во денот од 250 до 300 грама, меѓутоа со рудолна килажа од 3 кила, моментално сме 7,5 кила и околу 72 сантиметри. Па ме интересира ако може докторот да ми каже и да ми посочи дали некаде грешиме или што е проблемот со килажава, зашто толку тешко одиме нагоре. Ви благодарам што се Да. јавивте. Благодарам и на вас. Да, ова е често прашање. Видите, бебето е пораснато 72 сантими. Тоа е висина на дете од 11 месеци. Значи, расте многу убаво во висина. Тежината од 7 килограми, мислам дека рековте, е тежина која што може малку да биде качена. Впрочем, ние имаме таблици, по кои што таблици може најдобро да се прати каква е динамиката на растот во првата година од животот. Но морам да и напоменам и на оваа гледачки на сите, дека децата во првата година од растот, од животот, растат преку инсулинот, преку хормонот кој што го контролира шекерот. Значи, колку повеќе му давате да јаде, толку повеќе расте и во тежина и во висина, но тоа крајно гледано не е добро. Значи, нас не ни е поентата да добиеме дете кое што е дебелко, што велиме буцмасто, нели, со црвени образчиња, затоа што подебелки бебиња многу полесно, во случај на пролив или некаква таква клиничка кондиција, лесно може да дехидрираат. Така да, јас на гледачката би рекол дека е окей, значи детето ни е пораснато повеќе во висина отколку во тежина и мислам дека е добро. Тоа што прима лекови за анемија, значи ако е слабокрвноста поизразена, значи мора да ги прима, а со самото подобрување на хемоглобинот и самиот апетит ќе се зголеми, ќе се подобри. И последниот гледо за денеска, добар ден повелете, во програма сте. Добар ден, поздрав за емисијата, благодарам за докторот. Имам 10,5 месечно бебе, тоа е тешко 9,4, високо 77 сантиметри. На адаптирана храна е уште од 2,5 месеци. Но ме интересира, обедавме ние храна, меѓутоа бебето го изгуби целосно апетитот. Веќе скоро 2 месеца одбегнува да јаде преку сила, оброците му се до 30 милилитри. Па ретко кога повеќе јаде. Само колку е старо бебето? 10,5 месеци. 10,5 месеци, така. Па прашањето ми е дали што да направам или дали да го вратам, бидејќи веќе е на двојка адаптирано млеко, дали евентуално да вратам на единица, крвта му е добра. Он вака добра напредува, мене единствено ме загрижува затоа што никакви витамини реално не внесува, бидејќи не внесува храна, многу малку внесува храна. Ви благодарам што се јавивте. Благодарам на вас. Бебето има одлична килажа и одлична висина за дете на таа возраст. Значи објективно одлична. И тука нема потреба, никако нема потреба да се враќа на единица млеко. Значи, као млеко, да речем, и као млечна храна, треба да остане двојка, ако е на вештачка исхрана. Но очигледно е дека кај ова детенце се појавува оне феномен што можеме да го очекуваме кај децата околу 1 година. Значи, тогаш има нормален пад на апетитот. Дури морам да ви кажам, еве и за гледачката исто, значи ако видите децата имаат неверојатен сенс и чувство да изедат онолку колку што им треба. Не колку ние што сакаме како родители. Тоа е многу важно, значи децата не можат да се прејадат со сила. Едино ако баш онака не претеруваат. Значи, они имаат феноменален сенс да прекинат кога им е доста. И затоа не треба родителите да се плашат. Особено, еве сега за ова последното прашање, детето е супер и килажа и висина за самата возраст. Нема никаков проблем. Значи, за крај да резимираме, потребно ли е родителите нешто да прават за да го подобрат апетитот кај децата? Не, видите, тука има една многу честа ситуација која се случува, често даваат мултивитамински препарати, нели, као за зголемување на апетит. Меѓутоа, по принцип, нема потреба. Значи, зависи само, нормално, ако го исклучиме дека постои некоја болест која што доведува до намален апетит, да речеме, било какво заболување, али во вакви нормални околности не. Значи, само треба добро да се тренира детето како да јаде и кога да јаде. Така, значи треба да има 3 оброка, 2 ужинки. Да, апсолутно. Треба да биде храната разновидна. Апсолутно, да има овошје, да има зеленчук. Не е важно само количината, туку е важна и разновидноста. Баш на разновидноста е битна. Значи треба да има овошје, зеленчук, месо, меснати производи, млечни производи, од типот на кашкавал, сирење, нели, урда и така натаму.
Така. И многу се важни тука семејните оброци, бидејќи добриот однос кон храната детето ја стекнува на маса всушност, заедно со родителите. Апсолутно така е. Значи седењето на маса со родителите е најдобриот психолошки тренинг за исхрана на бебето. Така. Ви благодарам што бевте дел од Нула Импулс, на вистина корисни совети и насоки. Се надевам дека ќе се видиме повторно. Благодарам многу и поздрав до вашите гледачи уште еднаш. Тука го закружуваме денешното издание. Се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма. Пријатно.